музика на Телма, тие не свират, ке кажам, заради тренд, тие свират затоа што мора, тоа срцето им го бара. Конспираси, момците Адриан и Стефан утрово со нас во студиото. Еве, дел од најавните синглови кои што се наоѓаат на нивниот нов носач на звук Заговор, Гнев, едно од оние можеби последни издадени синглови кои што добро и котираат на радиските станици, барем деломно оние кои што нели ги промовираат македонските музички бендови. Кусо за оние кои што се љубители пасионери на секако и конспираси и овој жанр на музика, чисто едно убаво интро за Адриан и Стефан. Официјално можеме да кажеме дека за само некој ден, еден месец од издавањето на студискиот албум на Conspiracy, македонскиот метал бенд кој што не прави компромис со вистината, би рекол, со звукот, ниту пак со својата визија и прагматичност, по повеќе од 50 живи настапи низ земјава и регионот се вратија токму на музичката сцена со Заговор. Крик од подземјето, ќе кажете, исповед на еден распорчен свет, можеби и најхрабрата домашна музичка изјава годинова која што имаме токму од вас. Така што денес со Стефан Трајковски и Адриан Петров, гласот, гитарите и срцето на Конспираси во утринска на Телма. Добар ден, дојдовте. Добро. Живо, фала што не викнавте. Вистина ни е драго што можеме и Телма да ја искористиме како платформа. Тоа велиме сигурно, секој нека си го најде својот некако можеби пат и вие до патот на слушателите. Секој има своја публика. И мислам дека да, секоја гради својата публика и релација и тие мостови. Така што честитки за новиот албум. Го нарекувате огледало на нашето време. Болка, измама, гнев, но и надеж. Така е. Најмногу надеж на крај. Да. Така што секогаш останува надеж. Целиот албум на крај се сведи покрај сите тие нели болка и емоција и тага и се тоа. На крај се сведи кон давање на надеж и гледање на подобро утре. Така што една слика на емоцијата на човек, на сите препреки што се соочува и нормално тие како препреки го насочуваат на правиот, а можеби на оној погрешен пат. Ако би ве прашал, првиот албум Dehumanized беше, ајде според некои критики, треш, хеви метал. Заговор, дали звучи малку поемотивно и по... Ајде, не знам дали е соодветно да кажам помрачно, меѓутоа поемотивно можеби за... Дефинитивно поемотивно, посозряно морам да кажам од музички аспект, нормално. Dehumanized кога искачи беше како она сакаме да е само треш метал, да е брзо и да ни беше тоа едноставно филмот, а сега гледаме више позадината да е пораката да е пренесена малце по-длабоко нормално во песните. Да, вие ја пренесувате вашата порака или оно што е ваша инспирација во самата музика, а публиката е она кој што тоа треба да го почувствува. Па кој е вашиот впечаток во однос на тоа дали се постигнува тој ефект, ива ако велиме на упис на современото живење или на денешното време, секако дека надежта останува, но во денешницата голем број предизвици, па така опишано, нели? Дали го чувствувате вие тоа? Во принцип албумот е рефлексија и повлекува една паралела на оние ланци што ние сами како личности се ги оставуваме како и рефлексија на ланците од општеството и некој социјални норми кои што за нас се едноставно нешто против кое што треба да се бориме во принцип. Албумот е одраз на нас, наше размислување и како ние ги гледаме работите истовремено во себе и во држава. Да, има и многу бунтовници во денешното време кои што за тие социјални норми нешто кое не е за прифаќање не би сакале да го прифатат, но кога тоа се пренесува преку музиката има малку и поголема моќ. Рековме секој со својата публика, задоволни ли сте
вие со вашата публика, со слушањето на македонскиот метал, со тоа кој што вие го создавате, при тоа просторот кој што ви е овозможен, бидејќи знаеме дека имаме и голема конкуренција од други различни жанрови. Така, да, дефинитивно мислам можеме да кажеме дека последниве неколку години има многу зголемен интерес публика, да, кон алтернативната општа музика, не само како метал. Така што многу повеќе се цени и се почитува последно време таа музика. Што е супер. Само така треба да продолжи, можеме да кажеме и последниот фестивал кај што свиравме сега на Metal Discharge во Битола. Беше фантастичен, мислам, стварно можеш да видиш колку публиката го цени тоа што го правиш и е таму едноставно, само треба ти да нормално го издадеш своето дело, да им ја прикажеш музиката и тоа е дополнителен мотив за вас. Нормално, да. Ако прогонува како водички сингл најаве една суровост и искреност, нели, баш од Conspiracy, во заговор баш онака некако го откривате гневот кон неправдата, како што каже Јадриан, и желбата за слобода. Кој стих или момент од албумот може да кажеме дека најсилно ќе го препознае новиот бранд звук музика на Conspiracy? Па има повеќе. Ради тоа што стилски овој албум е малце повеќе, опфаќа повеќе жанрови, само од стилот на метал, нели, heavy, trash metal, и па има и некои прог делови nu metal исто. Така што гледаме можеби да стоиме во тој trash heavy дел, но не се лимитираме така па да не смееме никако да избегаме се од ова. Така што гледавме да што може, да е во тие рамки, но малку и што може да се види поопшти. Споминаме со Иване јутро кога ве најавувавме на програма дека имате прилично добри настапи, 50 нанесени малку на број, да кажеме вака како комплет. Меѓутоа ќе биде Open Air фестивалско издание, ќе има за Conspiracy, ќе се настапува ли тоа, не знам, само дефинитивно за сите конзументи на заговор. Да, веќе почнавме со од кога искочи албумот, првата свирка која што кажа беше во Битола, Metal Discharge, голем поздрав и до нив, што не повара, што не викнаа. А сега во четврток почињаме со летна турнеја. Така што сме Регионално, Стефан? Да, значи на Балканов, прво сме во Белград, па Крушевац, па наредниот викенд идеме за Тирана, Софија и завршуваме за јули во Књажевац. А понатаму ќе видиме. Да, во рок метал сцената често е табу темата на политичките и општествени контексти. И сега дали можеби заговор ја носи таа функција, баш да ја огледало можеби на некој начин илустрација не само на вас двајца, туку на целиот Conspiracy Band? Па, мислам дека не може да се каже да, но не комплетно, ради тоа што повеќе гледано можеби ако збориме за емоциите, за менталната свест како е на човекот, и од тој аспект има делови што се фаќаат, што носи порак нормално заговор. Не е само за општеството, не е само за нормално некоја политика и така. Да, по принцип музикава е субјективна работа и значење и оно искуство и пораката што ја пренесуваме е субјективна за секој човек како мисли дека е за политика, тогаш е за политика или анти. Да речеме, ако мислите дека е за емоции, е за емоции, сите песни си имаат свој посебно значење. Ако за нас како артисти што сме ги напишале, би требало исто да имаат и субјективно значење за слушателите. Јасно. Дали може би пишувањето на македонски јазик предизвикува да бидете можеби попрецизни, побрутални, да речеме, за публиката и чести привилегија, мислам да речеме да имаме ваква група која што баш и на некој начин го користи македонскиот јазик? Да, сакавме едноставно да пробаме. Пробавме со Гнев, пошто беше првиот сингл пред албумот да искочи и многу добро беше прифатена, пошто е прва на македонски песна што сме ја направиле. И сватив и јас како вокал дека едноставно можеш да пренесеш малце повеќе емоција со македонскиот, а и звучи малце поагресивно. Артикулирањето е поинаку, да. Да, така што нагласокот е поагресивен и може да се така ритмовите и ритмиката може да се направи многу да се склопи со рифовите на гитара.
Но од друга страна и англискиот не го изоставуваме комплетно затоа што имајте и 3 англиски песни Така е. на албумов. Така што не се лимитираме да речеме мора да е на македонски или мора да е на англиски, него како едноставно ја доживуваме песната моментално Јасно. која ќе направиме. Така се донесе. Така е да мислам. Ви посекуваме успешна летна турнеја во регионот и се надеваме дека ете во нашата следна сезона со нови успеси и нови настапи ќе имаме можност тоа да го видиме, да го презентираме, се разбира и да чуеме нешто кое што го планирате и она кое што можеме да го сакаме покрај работата, односно музиката која што веројатно ви е задоволство и добар одмор. И во Ви продажба благодариме за на албумот Секако. се наоѓа? Да, слободно може нас да не исконтактира некој за нашите социјални мрежи на Facebook и Instagram, кој да сака слободно може да ни пише или има и број може да ни се јави. Исто така и да ти маички со албумот, има опција и за тоа. Убав брендинг. Да. Супер. Благодариме. Много Адриан и Секој Стефан, ден. Conspiracy, денес во студиото на Телма телевизија. Следите ги за нивните следни датуми и настапи, а оброкот на денот за оброк посветен со билките, некако така ќе биде. Да, ќе На зборуваме некој начин. за микробилките, малку повеќе веднаш по кратката пауза за реклами, одиме во кујната со нашата денешна гостинка.